Čeples. Planinarski dom во кој мора да се намине при освојувањето на Солунска глава од јужната страна на Јакупица. Надморската височина е 1440 метри и одовде најубаво се отвораат погледите и кон врвот и кон неживовите карпи. Алпската и субалпската клима си го сториле своето. Траги од палеозоискиот период врстарите изнемоштени карпи од гнаис, прекриени со шкрилци, варовници и доломити. Нивните бои од бела до сива или зреложитеста, нивната форма овде наликува на едно огромно, тешко камено здолниште на убавицата Солунска глава со своите 2540 метри. Над неа пак час ведро, сино небо, час ореол од густи облаци. 10 пати во текот на денот, сонци уште толку пати поројни дождови со грмотевици. Се ова придонело планинскиот масив Јакупица да се закити со десетици огромни букети од букова и од елова шума, во чии пазуви најбројен е папратот, бозелот, повеќе видови качунки, многу други растенија што се користат во фармацевската индустрија. Приказна за себе се печурките. Нема овде што не може да се најде. Вргањ, сончица, лисичарка, буковка, млечница, неколку видови шампињони, сирча. Човек месо да не посака, но секогаш наум изреката дека сите печурки се јадат, ама некои само поеднаш. Сме киниселе кон изворите на реката Бабуна. Онаму, под самата Солунска глава, точно 1100 метри под врвот. Дотаму од Чеплес водат два пата. Едниот преку местноста Червенкови Пачила, а другиот по Долна Исмаилица, кон стариот римски рудник. За добро одење потребни се 3-4 часа, но ако се сака патем и да се застане и да се сними нешто, тогаш се малку и десетина. За среќа, денот е се уште голем. Патем, за да украдеме нешто, поточно уште нешто од мајката природа, скршнуваме малку лево, тоест северно, за да стасаме на едно место каде што при топењето на снегот или обилните дождови, низ стрмнините од варовник, како сипови, се напојува изворишниот дел на Бабуна. Тоа не чинеше уште дополнителни 2 часа, а кога стасавме до нив, останавме со суви раце. Огромна суводолица од варовничките мермерни карпи. Одалеку ни остана само да го снимиме водопадот на Бела река, притока на нашата Бабуна. Импозантни 30 метри височина.
Potapat od podnoze i nazad. Nemavme nikakvi šansi da stasame do izvorite i po videlinata na denot, da se vratime nazad. A nok je ovdje neproodno ili vo najmala raka premnogu opasno da se odi. On je od 5 členata ekipa što predložija da go promenime pravecot, međunih i jas, si mrmoreja pod nosot, zašto mesto za izvinuvanje nemaše. Ni pomina den od vodenje, a rabotata ni ostana za utredenta. Cela sreća što po tolku naporen pat vednaš se zaspiva. Znači, nazad do dom od Čeples, a vzori ušte jednaškom zarodišot na rekata, no sega od ona drugana strana, pojužno i ponisko. Ebegom, izrazito sušni od period, stori toj vopšto da ne bide impozanten. Hranata v ovoj moment mu je samo od begovi od potok, koji ponira 700 metri po visoko, vo južni odel na begovo pole. Vodata blutkava, nevkusna za pijenje, snežna. Cela sreća za ova reka je što glavni od go pridružuvat stotici izvorčinja što uspejale da se probijat od visoko to bilo na planinata. Ovaj carstvo to nadivokozite, no i namečkite. Na izvorite se tije najčestiji gosti, iako u udolu reka to je biserno čista. Poleka Babuna Gisobira vodite vekena Zaporska reka i Bela voda, a nešto pojužno vonjake se slejat i Nežilovska i Oreška reka.
Природните услови на теренот околу Бабуна, чија должина изнесува 53 километри, условиле тие да бидат населени според археолошките податоци уште во неолитскиот, бронзениот и железниот период. Многобројни се остатоците од римското, византиското и од ранословенското време. Денеска во ова подрачје има вкупно 29 населби. Бројката на оние што повеќе ги нема на географската карта е далеку поголема. Ова е Нежилово, едно од оние што повторно се раѓаат. Зимите овде траат цели 7 месеци. Старите куќи со сламени покриви се уште може да се сретнат, но новите се поудобни и поголеми. Во овие краишта жителите потекнуваат од словенското племе Брсјаци. Многу подоцна доаѓаат и турците јуруци од Тиквешкиот крај. Дури во почетокот на 19. век овде се среќаваат и македонци муслимани и албанци, главно доселени од долнореканскиот крај, од Жировница, Ростуше, Велебрдо, Присојница. Меѓу староседелците Брсјаци и доселениците Мијаци постојат впечатливи разлики и во говорот, и во носијата, и во обичаите. Мијаците порано живееле речиси за себе, многу тешко склопувале бракови со други, особено не со брсјаците. Дури, иако некои тоа го сториле, се сметало за срамна работа. Бабуна не е веќе планинска река. Многу поспокојно се пробива јужно кон својот слив во Вардар. Од незината десна страна, село, во кое не може да не намине човек, Папрадиште. Издигнато високо над реката, некогаш вистинска воздушна бања. Тоа е влезната и излезната порта на планинскиот масив Јакупица. Одовде планинарите многу често го избираат патот до домот на Чепрес, онаму каде што го започнавме овој патепис. Папрадиште пред 30 години имало 125 домаќинства. Денес само неколку семејства. Во родното место сме на Димитар Антонов Папрадишки, иконописец кој занаетот започнува да го учи од својот татко. Потоа оди во Москва и ја проучува руската религиозна и световна уметност. Поголемата самостојна работа ја започнува во 1883 година во манастирот Свети Јоаким Осоговски крај Крива Паланка. Дејноста на Папрадишани е присутна во бројни цркви и манастири во цела Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, во соседна Бугарија, Турција и во Грција. Папрадишани се сметаат за врвни самоуци во областа на зографството, резбата и градежништвото. Неколку генерации од познатиот род Рензовци-зографци изградиле мноштво цркви, манастири, кули и џамии на целиот Балкански полуостров. Само браќата Андреа, Ѓорги, Коста и Никола во првата половина на минатиот век работеле во 40 цркви.
Но работеле тие и во Солун, Едрен и во Цариград. Андреја со својата тајфа ја изградил и касарната во Сараево, за што бил награден од султанот со орден и со право да носи сабја. Удолу по реката се стасува и до Богомила. Место запишано во поновата историја по крвавите злодела на бугарскиот фашистички окупатор. Место што некогаш значило нешто за овој крај. Наличува повеќе на градска отколку на селска населба. И онака како денес што изгледа, воопшто не го заслужува тоа. А ги има сите услови да стане ова место и поголемо и поубаво. До него асфалтен пат, железничка пруга, а сепак некако подзаборавено. Може би требаше да ги видиме само споменичните обележја и ништо повеќе.
Селата во подрачјето на оваа река се од збиен тип. Секое се дели на маала, кои носат имења според местоположбата или пак според основачот на одделни семејства или родови. Од почетокот на овој век, речиси, сосема се раселени Припор, Јасеново, Кадијица, потоа влашките села Мукос и Црнуш, Црници, Раковец, Долноризари и Витанци. Животот едвој живее во Крнино, Габровник, Капиново, Поменово, Степанци. На ова подрачје формирани се во поново време само две села, Чашка и Превалец. А ова е Теово. Заедно со селата Бабуна, Оморани и Согле, Теово се споменува уште во повелбите на некои средновековни српски владетели, а во турските документи од пописите на населението извршени кон крајот на 15 век, забележани се сите денешни населби. Се пробива Тивко Бабуна во своите неколку последни километри. Според местноста Пешти, во овој крај единствено може да се насети дека се работи за планинска река. Клисурата е омилено излетиште на Титове Лешани, а бројните пештери полигон за почетниците што сакаат да навлезат во спелеолошките тајни и алпинизмот. Има овде место да се кажат и неколку збора за организираното планинарење на луѓето од Тито Велес. Влюбеници во преубавата планина имало од секогаш, но 1952 година официјално се формира и првото планинарско друштво Солунска глава. Тоа е време и на првиот слет на планинарите од Југославија одржан на Чеплес. Ретко кој град кај нас има десетина толку организирани планинарски друштва, обединети денес во Општинскиот сојуз.
И еве, ја завршуваме приказната за реката Бабуна малку тажна. Од чистата планинска река пред самиот влив во Вардар остана само ова. Се разбира со помош на човекот. Не оној и оние што се влюбени во незините извори, во планинарскиот спорт, туку некој друг што не ги почувствувал, што не ги засакал и што не ги почитува. И така, делото на тој човек или на тие луѓе, Вардар го носи удолу да им прераскаже и на другите.